почитуван Джафери, почитувани колеги пратеници. Поднесов автентично барење за автентично толкување на член 10 став 1 од Законот за државните награди. Ова барење е поднесено од претходно имаше нова барење, претходеше барење од еден мој колега, се работи за спортски работник од борењето. Овде зборувам со посебни чувства и чувствувам дека треба некои работи да ги појасниме во однос на тоа. Се работи за еден од спортовите кои најмногу даде во Република Македонија. Имаме тука спортски личности кои многу ја задолжија Македонија со почит кон сите спортски работници кои исто така се вградуваат и ја промовираат Република Македонија. Рисо Дарлев побара преку Комисијата за образование, наука и спорт да се разгледа неговото барење и објасна подробно за што се работи. Меѓутоа тоа стоеше неколку месеци во Комисијата за образование и наука и не знам зошто не се појави никаде, не го добивме. По негова интервенција морав да интервенирам, го најдовме неговото барење со намера да се одговори на неговото прашање. Во однос на тоа јас си поднесов едно такво барење за автентично толкување. Ќе ви кажам за што се работи. И се надевам дека таквите барања понавремено и понавремено ќе се решават и ќе се одговара на нив кон оние луѓе кои, без разлика дали бил Ристо Дарлев или бил било кој човек кој е надвор од спортот или некој земјоделец, заслужува да биде одговорен. И некој само кратко ќе ви кажам, се работи за човек кој е вграден во борењето долги години, од самиот почеток на неговиот, да речеме, детски развој, еден од поуспешните спортисти, борачи и спортски тренери, и можеби во поновата историја на Република Македонија го постигнал и најголемиот успех. 2000 година со борачот Могомед Ибрагимов го освоила третото место на Олимписките игри. Тоа е после после тоа, значи, како медал во периодот на Република Македонија, на кој претходеа Шабан Трстена, Шабан Сиди, така натаму и плејада многу наши борачи, истакнати тренери и спортисти кои на некој начин го задолжија борењето. Еве за што се работи. Согласно членот 4В од Законот за државни награди, со наградата 8 септември се оддава признание на спортисти, тренери и спортски работници за остварување од областта на спортот. Во една година може да се доделат најмногу до 5 награди, од кои едната награда ќе биде за животно дело за исклучителен придонес во развојот на спортот, афирмацијата и промоцијата на Република Македонија на меѓународен план. Суштината на ова барење за давање на автентично толкување во тоа што во ставот 1 од членот 10 на Законот за државни награди е предвидено дека добитник на истата награда за остварување во истата област може да биде само еднаш. Оттаму е дилемата кај него и кај сите нас, дали едно лице кое е добило наградата 8 септември согласно членот 4В од Законот за државните награди може да биде добитник и на наградата за животно дело за исклучителен придонес во развојот и афирмацијата на спортот. Може да се истакне пример дека спортист, тренер и спортски работник во текот на својата професионална кариера ја добива наградата 8 септември. Истиот спортист, тренер или спортски работник кој продолжува со својот ангажман и постигнува исклучителен придонес во развојот на спортот и афирмација и промоција на Република Северна Македонија на меѓународен план, ги исполнува условите за добивање на награда за животно дело. Од причина што членот 10 став 1 се примерува и за наградата 8 септември, на начин што се исклучува можноста добитник на наградата 8 септември да биде добитник на наградата за животно дело, потребно е да се даде автентично толкување на овој член во насока дека сепак не станува збор за иста награда и истиот спортски работник може да добие награда 8 септември и награда 8 септември за животно дело. Сега во тој период, во однос на ова, јас добив одговор од владата Република Македонија, меѓутоа многу интересно. Значи, на 2 листа буквално, каде што мене ми окажуваат како оди хронологијата и законот како се спроведел. А и за на крај од сето тоа повикува дека согласно тој член и така натаму член на ова според законот се повикува и само во една реченица ќе рече: имајќи го во предвид горе наведеното, владата на Република Македонија смета дека член 10 став 1 од Законот за државни награди е јасен и прецизен и не е потребно негово автентично толкување. Во ред. Значи, тие одлучиле така да биде. Меѓутоа, сметам дека се работи за награда која јас имав можност да учествувам, да ја донесеме во тој период, гласав за неа. Се поставува едно прашање кој може би тогаш
законодавецот не ја предвидел таа можност, што, како што посочив, со луѓе кои во текот на период ќе добиле еднаш, бидејќи таму во таа награда имаме луѓе четворица кои добиваат награда и еден за животно дело. Што доколку тој во тој момент не ја исполнувал, не ги исполнува тие услови, меѓутоа после неговата работа од 5-10 години прави исклучително квалитетен резултат и сметаме дека тој треба да биде награден. И треба така да се гледат работите, со тоа што им даваме можност на спортистите, спортските работници и понатаму да се трудат да се наметнуваат и да создават спортски резултати. Меѓутоа, мислам дека може би во некоја следна фаза и тоа би го направиле, иако мое мислење пред се и по барање на мојот колега Ристо Далев, јас го направив ова. Мислам дека ќе најде на една поширека дебата, јавна дебата, ставене на увид тука кај вас претениците, сакав и вас да ви информирам, инаку само да ви информирам дека владата на Република Македонија, тогаш предводена од ВМРО ДПМН и коалиционите партнери, донесе низа мерки, една од овие беше спортски кои дава и постигнува високи резултати, една е во делот на ограниченото ослободување од данок на добивка на компаниите кои ќе финансираат спортски клубови, спортисти, спортски федерации и вклучително Македонскиот олимписки комитет. За жал, бевме сведоци дека пред половина година се смени тој закон. Се направи закон за ваучери кој негативно влие на работата на спортските клубови. Иако беше задоцнет, немаше време да се реагира, се закасни со носењето на ваучерите, меѓутоа сега слушам дека е во процедура нов закон каде што дополнително ќе се обезбедат средства. Јас се упатувам апел брзо да се реагира, затоа што имаме проблеми крај на година, ќе дојде новата година, а нашите клубови буквално не успеа нити за ова година да ги реализираат овие средства. Досегашната мерка, сакам да појаснам, донесена од претходната влада, односно владата на ВМРО ДПМН и претходното раководство на Агенцијата за млади и спорт, значеше револуција во спортот и систем кој одлично беше прифатен од сите спортски субјекти. Впрочем, за тоа говорат и бројките, само преку данъчно олеснување во изминатите 3 години во македонскиот спортски систем влегоа скоро 10 милиони евра, а преку законот за игри на среќа се поддржаа преку 64 спортски федерации и стотица клубови и спортисти со дополнителни 7,5 милиони евра. Тоа се бројки кои се непобитен факт, како што се непобитен факт изградбата на речи 300 спортски капацитети, воведување на 500 стипендии за млади спортски таленти, воведување на спортски пензии, како и стипендии за постигнати спортски резултати. Континуирано финансиско партиципирање во поддршка на спортските федерации се само дел од реформата на спортот кој ги направи тогашната влада на ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија. Почитувани присутни, спортот е тема која треба многу сериозно да ја разговараме на ова собрание. Имаме многу теми покрај земјоделието и така натаму, економијата, вработувањето и сето тоа, меѓутоа спортот исто така многу важна работа. Идам од спортот и би сакал да кажам во еден момент што значи каква е силата на борењето. Во еден период борењето имаше криза и се случи да постоеше можност да биде исклучен од програмата на Олимписките игри. Тогаш, значи, јавно реагира, може би тројца едни од водечките лидери, светски лидери, Путин, Обама и Ахмединеджад, барајќи да остане борењето во програмата Олимписките спортови и така се направи. Тоа покажува колкава обединувачка моќ има борењето и колку е важен за светот. Така да, јас ја користам можноста не само преку Ристо Далев, Богомет Ибрагимов или Шабан Трстенер или Шабан Седили, или Насе Насев или Ристо Таков и нека ми простат сите други, ги има многу што се во борењето, би сакал да ги спомнам, затоа што заслужуваат и колкава е нивната моќ и на спортот. И така да треба поединечно, внимателно да им се разгледува можноста и барањето на тие луѓе кои на некој начин се вложиле во однос на спортот и за помошта на Република Македонија. Само уште една работа, порака и кон вас и кон сите во Република Македонија, би сакал да кажам во однос на борењето. Зошто постигна толку големи резултати, зошто беше толку успешно? Големите успеси постигнати во наелитниот македонски спорт, борењето на олимписките, светските, европските, меѓународните, интерконтиненталните надпревари се пред се заради искрената мултиетничка соработка, респект и заедништво. Пример како треба да се гради и развива Република Македонија. Благодарам.